Власта се пишмани. Откако кажа дека нема да има замрзнување на цените за храната, сега рече дека сепак ќе ставаат мраз на цените на основните прехранбени производи. Замрзнувањето се очекува да биде од следната недела. Ова се случува откако граѓаните беа буквално ограбени од бранот поскапување од дури 47% кај храната, за разлика од другите земји каде поскапувањето било од 10 до 20%. Новите намалени цени се очекува да стапат на сила од вторник или среда. Како што рече министерот за економија Крешник Бектеши, повеќе немало да има акции по маркетите барем до крајот на ноември. Рече, откако ќе се намалат цените за 10% линеарно на сите прехранбени производи, потоа точно ќе се знае колку е цената на одреден производ, со цел трговците да не може да манипулираат. Одлуката за забрана на акцијска продажба и кампањи ќе се носи пред понеделник. Замрзнувањето на цените ќе биде со датум претходен, кој тие не го знаат кој е датумот. Освен глобите, и сум убеден дека ќе имат и затварање на одредени субјекти, ако не ги почитуваат мерките. Ако се затвара одреден субјект, секако дека сите граѓани тоа може да го видат. Според инспекцијата пак, енормно високите цени биле желба за профит на трговците, кои наспроти светскиот пат на храната, тие и натаму профитираат врз гребот на народот. Пазарните инспектори сега многу поактивно ќе контролираат на терен. Од утврденото може да се заклучи дека цените на прехранбените производи се енормно високи. Пазарниот инспекторат и понатамо останува да работи со засилени контроли на терен, се со цел да се заштити стандардот на граѓаните. Од економија за веќе в понеделник најавија состанок со 7 до 8 поголеми синџири на маркети за детално да ги запознаат со процедурите. Дали овој пат ваквите мерки ќе останат уште едно празно ветување останува да видиме. Инаку искуството од минатото покажа дека трговците правеа се за да изиграат мерката, а јавноста досега конкретни казни не виде. Она што го виде е дека трговците на големо профитираа врз гребот на граѓаните.